Добро утро уште еднаш од мене по Александар Тарабунов и неговиот спот за песната Сењорита. Продолжуваме со музичка тема. Со мене гостинката Калина Велковска имаше гужва во сообраќај, но стигна навреме. Направи бум на социјалните мрежи пред неколку дена, поточно пред околу една недела, со настапот на Гласот на Бугарија, музичкото талент шоу. Па тоа ќе биде темата. Калина, добро утро и фала ти што одвои време за нас. И што стигна. Благодарам пред се на поканата. Секако. Беше малку комплицирано за да се пристигне на време, меѓутоа ете. Тамане, ја добро, имав сега среќата. си одат на работа луѓево, да, импресија од Така. настапот ќе почнеме се сакам да те прашам околу настапот. Колку си задоволна од настапот? Секогаш може и подобро, тоа посекако. Меѓутоа задоволна сум од аспект што го уживав моментот кој што ми беше даден на таа бина, со тие луѓе, со таа публика и пред таа комисија. Кога гледам вакви музички талент шоу од светот, секогаш надпреварувачите имаат некаква си приказна за пријавувањето. Мене ме интересира дали сама се пријави, бидејќи не знам ни колку има точно пријавено од Македонија, нели артисти? Да, тоа е интересна тематика за дискусија со однос на фактот што јас самата не се пријавив, затоа што не сум имала некоја поголема Мора желба. да има приказна позадина, ајде да чуеме. Да, приказната е класичниот момент на откривање, како што сакаат да го нарекуваат тоа. Од продукцијата, луѓето кои што беа дојдени овде за термин кој што бил закажан, за кој што јас не бев информирана, за прикастинг, за ова талент шоу. Да, прикастинг, баш аудиција да речеме, за луѓе кои што би можеле да влезат во играта во Софија. И имаше дојдено луѓе овде од продукцијата и сосема случајно идејќи си спрема нивниот хотел, го забележуваат настапот кој што јас го имам во моментот со мојот матичен состав Музаик во еден од локалите скопски. Сериозно? Добро и? И буквално ми престапи, си дојдоа на настап и си остана. Браво. Си остана на цела програма и во првата можна ситуација остварија контакт со мене и продискутира на темата, ме прашаа како сакам, не сакам. Одма ги испратив, реков, не благодарам, не сум јас тој човек што вас ви треба тој каливар, меѓутоа да речеме дека знаеа добро да го продадат филмот. Нешто што сакав да те прашам, на настап буквално нели алкохол пијат, како веруваше дека се луѓето дојдени од баш од Гласот на Бугарија, во дела ли беа, во што беа облечени, знаеш, може било кој да дојде и каже, еј девојко, дај да те носиме на Гласот на Бугарија. Нормално. Така. Секој од нас изведувачите имаат чести Знам дека има, интересни ситуации и комуникација со луѓе кои што се представуваат било како. Искуството и нормално заради тоа сум и толку скептична во тие ситуации, меѓутоа сосема нормални луѓе без никакви оддела, без никаков кодекс на облекување, пошто си беа нормално и во цивилки што би кажале затоа што имаа слободно време. Не ми се веруваше се додека да, дворет на бугарски си збореа на бугарски нормално, меѓутоа не ми се веруваше се до моментот кога почна наредното забајле да ми звуни упорно телефонот од нивна страна за да ме убедуваат дека да, во еден и пол навистина е закажано во Бугарскиот информативен центар видувањето за да си дојдам на состанокот. Имаше аудиција пред настапот некаква или веќе беше доволно тоа што се чуја? Реално беше многу повеќе дискусија, муабет, видување, чисто да го ставам мојот подпис на хартија дека се согласувам да дојдам нели на поканата да се пријавам. Воопшто не си, мислам, не си ни стара, не си ни млада, но не си ни нова за македонската јавност. Немаш ни 14 години девојче кој што се појавува. Мене ме интересира како една девојка со таков глас досега не сме ја приметиле. Што се случува со нашава држава? Прашањето од $1.000.000 е ова. Да, $1.000.000. За Знам да поставам такво прашање. Забележана, незабележана, може би 5 минути забележана па заборавена, имало секакви приказни од претходно, да, активноста и годините искуство си го кажуваат своето и моето резиме во однос на соработките и што се случувало во моето минато, во музичка конотација, меѓутоа најверојатно така требало да бидат. Ете сега се наместија картите сосема случајно и на крај неочекувано од моја страна барем.
Јас немав никакви очекувања дека било што од ова ќе привлече некакво се внимание, онакво барем какво што привлече во моментов. Да, знаеш ако велат работи го она што го сакаш и дефинитивно ќе дојде денот кога сите ќе го видат и секој човек има 5 минути на сопствена слава. Сметаш ли дека сега ова се твоите 5 минути и дали овие денови по стивна импресиите, дали си размислила што ќе правам сега? Дали сум подготвена за тоа што следува? Бидејќи сега и очекувањата се поголеми. Сега очекувањата претпоставувам се различни, не знам дали се поголеми. Па јас очекувам да победиш, па сега не знам. Јас очекувам да победиш. Високо. Високо е По cilja. тоа како пееш. Благодарам, баш ми е мило. Не очекувам победа од аспект затоа што сепак се работи во тие кругови каде што веќе правиме муабет четврт полуфинале, гранд финале, нешто што се вика онлайн воутинг. И тука можеби сум малку повеќе скептик заради фактот од Македонија е многу помала земја, Што се случи на Тамара Лај. Бугарија е поголема, Евровизија е друга приказната, не ги отвараме тие рани. Ќе немаме време толку. Ќе немаме време толку. Ќе разговарам, извини, ќе те прекинам на ова, сакам да погледнеме како помина настапот за оние гледачи што можеби не приметиле на социјални мрежи, не знам дали има такви. 2 минути да се вратиме па ќе искоментираме што се случуваше бидејќи жирито се збудале. Но ајде да видиме, ќе искоментираме. Си мислев што да кажам по видеото, како да го сврзам сега муабетот, но сами видовте какво лудило настане и ова не се случува на секој што се надпреварува на музички шоа. Девојката, дамата Михаела Филева, кажа дека се вика, не знам што ѝ се случи според тебе. Шок доживеа. Има проблем со електрониката на фотелите кои што треба да се свртат и тука наспана. Тоа го видовме. Другиот момент каде што почна да не знам што да прави. Поради тој проблем не можеше да се заверти, се изнервира, ја фати еуфорија, се качи со штиклите на фотелјата, направи дупка во фотелјата. Парчето ми го поклони на мене после шоуто. И заради тоа од нервоза ги фрли штиклите, едноставно во знак на протест. Ете така, какво беше твоето чувство на впрочем тука е еден интересен момент, жирито тебе не те гледа, туку те слуша и така и самата добиваш на поголема вредност бидејќи многу од пеачките денеска и не знаат да пеат и изгледаат супер. Кажи ми ти како се чувствуваше, пееше, веќе гледаш дека сите се вртат, публиката лудува и едноставно сваќаш дека тоа е моментот. Да бидам искрена, многу не се ни вознемирив од реакцијата на судиите, не ги ни приметив, јас многу повеќе си кокетирав со публиката. Да?
До душа, кога видов дека има бурни реакции од страна на жирито, тогаш малку им пристапив на секој посебно. Чисто за да ги боцнам малку, да ги спровоцирам. Интересно, да. А сега ќе сакам да те прашам околу бендот, настапуваш повеќе од 5 години заедно со Мюзаик. Што велат тие на се ова, какво е нивното мислење, те поддржуваат ли? Можеби некогаш нема да можеш да си насвирка поради активности сега со талент шоуто? Бендот мој ме прати во се што ми се случува, така да верувам дека ако јас треба да ги пакувам куфирите, ќе ги пакуваат најверојатно и тие заедно со мене, што им одговара, верувам. Они се главната поддршка и не само поддршка, туку и луѓето кои што нели беа присутни на првата конекција и комуникација со бугарите. И кои што ме натераа ми рекоа, Кали, немаш реално што да изгубиш, поќе волите, оди, види, освои територија, на нас ќе ни направиш услуга на сите, да посвириме некаде надвор од нашиве простори. Која музика онака баш те опишува тебе? Ме интересира дали би пеела, например, кога би било потребно фолк, не знам, не сум го гледал искрено музичкото талент шоу, какви се, еве, во Србија гледаме свашта. Ме интересира тука каков е концептот и дали ти би се представила во таква свет. Ако правиме муабет за она што се нарекува турбо фолк, никогаш. Никогаш? Ми ги тако зборуваме за македонска изворна, народна, убава, квалитетна мелодија, секогаш. До душа не сакам да се мешам во води каде што не ми е местото, затоа што имаме вистински таленти, прекрасни пејачи што го прават тоа совршено. Меѓутоа да, секако би ја испочитувала традицијата. А која музика те опишува лично тебе? Која е твоја матична музика, да така кажеме? Нешто што ти се чувствуваш најубаво кога го пееш? Оние кои ме познаваат ќе речат прешарена е за да кажем едно нешто, затоа што во зависност од моменталната психофизичка состојба и периодот во кој што сум, така ги минувам и жанровете. Во моментов, да речеме, слушам некои си джез фјужн со поп елементи, иако не сакам да ставам етикети и да бркам жанрови, затоа што тоа и денес реално и не постои во музиката. Да, имаш специфичен глас, не секојдневен, многу убав и затоа сакав околу вокалите, затоа ме интересираше. Прочепкав малку на твојот YouTube канал и видов некаков челендж. Ке ми објасниш ли нешто малку повеќе околу тоа? Накратко, тоа е една идеја и концепт кој што го создадов и првата епизода се случи на 1 септември 2019. Го создадов најмногу заради проблемот со егоцентризмот во нашата музичка фела, кај општо во земјата. И состојбата на се што се случува на музички план. Сакав да направам нешто каде што луѓето го споделуваат слободно, без никакви финансиски очекувања или договори или било каква продукција или било каков печат позади себе. Туку слободно во моментот како што се чувствуваат разни видови на колаборации за да покажеме и докажеме дека музиката пред се уметност и човек не треба да размислува преку некои рамки, туку треба да се ослободи и да си го каже сопственото. Музиката е интернационален јазик, така некако ќе кажеме. Соработка со Сара Мејз на овие челендж видеа, каква ти беше искуството со нејз? Верувам одлично, бидејќи Сара е душа, прекрасна. Сара е прекрасна, не ми е ни првото искуство. Беше многу во исчекување да и се јавам. Кога и се јавив, Сарче, сакаш, леле? Знаев дека ќе се јавиш. Беше муабетот. И ние обожуваме да се дружиме во тие музички контексти. Многу интересно ни оди, шашави сме и двете и шарени во главите, што значи дека лесно твориме кога сме една до друга. Ти се совпаѓате. Во интерес на времето, уште едно прашање, твоја последна песна е Ти ми зеде се, авторска, така? Тоа е суштина композиција на Александар Масевски. Јас сум изведувач, не е моја авторска. Е твоја песна. Да, речеме соло. Ете така. Сега верувам ќе се посветиш на музичкото талент шоу, но имаш ли мисла или желба еве да подготвиш нешто ново, да ја освежиш македонскава јавност, па и музичкава фела на луѓе, зашто и нема многу музика во последно време? Секако јас активно работам постојано со многу бендови, не со еден. Се случува нешто и на тоа поле, кога ќе бидете информирани, и на лично поле како соло артист. Исто така се случуваат нешта, Kali's Music Challenge продолжува турбо, на секои 14 дена можете да видите нова нумера на каналите, така да има. Значи имаш турбо работа сега, ќе се подготвиш, така јас ти посакувам многу среќа и ти благодарам за одвоеното време. Секако тука сме, дај Боже да те видиме како победничка, тука да се седиме и да те најавам, така.
Благодарам на поканата уште еднаш.